Во сабота Светата црква и верниците го чествуваат споменот на Свети Алимпиј Столпник, празник востановен во чест на светителот, за чии мошти се верува дека имаат исцелителна моќ. Дел од моштите или поточно прст од неговата рака се чуваат во црквата во Штипско Ново село, Успение на Пресвета Богородица, а секоја година на празникот се изложуваат за верниците да се поклонат и помолат за исцеление. Некаде околу 30-тите години од минатиот век се донесени во Новоселот Света Гора, бидејќи главата на семејството Момчиджикови бил многу познат трговец, а и соработник со манастирот Кутлумуш, кај што денес се чува и исто главата на Свети Алимпиј Столпник. Тие во знак благодарност монасите му го подариле прстот кој стоел долго време кај нив од голема силна вера нивниот син Васил, кој иако не бил со богословско образование, на 50-60 годишна возраст бил ракоположен за свештеник, малку време бил овде свештеник во Штип и тогаш ги подариле моштите на црквата Успение на Пресвета Богородица. На 9 ги вадиме да се поклонуват и повикуваме нашите верници во поголем број да дојдат да се поклонат, да побарат од Свети Алимпиј Столпник милост, да побарат помош од Бога. Моштите на Свети Алимпиј се чуваат во манастирот Кутлумуш на Света Гора. Во Штип во 30-тите години од минатиот век ги донел главата на семејството Момчикови, познат трговец од Штипско Ново село, на кој монасите од Света Гора му ги дале, а подоцна неговиот син кој станал свештеник ги подарил на Новоселската црква. Од нашите сограѓани новоселци знаеме дека кога моштите биле во семејството Момчиджикови дома кај нив, редовно на денешен ден на сабота, на 9 на денешен ден доваѓале свештеници, служиле служба, биле отворени моштите за народ да ги целива, но еве сега подолго време се кај нас овде во Успение на Пресвета Богородица. Свети Алимпиј Столпник се празнува како светец кој поголем дел од својот живот го минал како испосник. Според жетието, уште како дете бил ѓакон кај епископот Тодор и како што растел се повеќе се стремил кон самотијата, се додека не отишол на хеленските гробишта каде изградил храм на Света Ефимија. Покрај црквата подигнал столб и на него живеел 53 години во пост и молитва. Во меѓувреме овде никнале уште 2 манастири, женски и машки, а монасите и моњахините го избрале за свој духовник. Доживеал длабока старост и се упокоил во 640 година.